На изложбата поставени се 28 дела на млади и креативни автори, кои велат дека 5-годишната работа во ликовното студио им било од голема корист. Јас сум веќе 5 години член во ова ликовно студио. Ова можеше да ми биде 6-та година, но за жал бидејќи почнав да одам во средно училиште, не можам да продолжам. Па да искрено да ви кажам, многу научив од наставникот Звонко. Пред се научивме како правилно да цртаме, потоа да ја користиме акрилните техники. Најчесто сакам да цртам мртва природа. Тоа подобро знам да го представам, отколку, пример, природата да знам да ја нацртам, а научив многу научив, навистина. Јас сум член на ликовното студио 5 години, можев и јас исто така да бидам 6 години, но продолжуваме со изложбите, со сработениот труд. Престанавме поради средната школа, но ние сепак работиме, се трудиме, за интерес на генерацијата се појавува, но како минуваат генерациите, така се намалува интересот. Од Центарот за деца и млади Благој Јанков Мучето, кои ја преземаат изложбата, велат дека целта им е запознавање на ученици од различни школи, размена на искуства и соработка. Денес имаме дела или ликовни творби на учениците кои што се членови на ликовното студио во кое работи при Домот на културата Јане Сандански во Ново село. Ова студио е формирано, колку што јас имам податоци, во 2004 година и од тогаш па се до денес работи интензивно и во текот на неговата работа поминуваат генерации на ученици. Она знаете како учениците го завршуваат основното образование, така и си заминуваат, меѓутоа тоа значи дека идат нови генерации и важно е дека ликовното студио има континуитет. Со нив работи ликовниот педагог Звонко Тилев, а работат и на отворено, значи работат, сликаат пейзажи или одредени предели, области или објекти, работат на затворено, каде што работат на зададена тема или работат по репродукции на познати автори, меѓутоа сето тоа е во соработка со нивниот ментор и работат во повеќе техники. Но секоја година од нивната работа во тековната година прават една годишна изложба, која што е како белег или обележување на нивната годишна работа, а ние и други институции кои што гравитираат во Република Македонија и се занимаваат со ликовна дејност, ја ги преземаме вако вид на изложби и токму денес е оваа изложба превземање на годишната изложба на ликовното студио Јане Сандански од Домот на културата од Ново село. Од Домот за деца и млади велат дека во насока на развој на ликовната дејност и култура заедно со основните училишта од општината организираат повеќе тематски изложби.